i od aspekt na njihovo legitimitet, i od aspekt na njihovo formulacija, a nekaj od njih i od aspekt na celka, zaradi koja se tukaj. Venecijanskата комисija i Evropskата комисija već ukaža дека уставни измени треба да се носат со најширок можен консензус, како политички, така и општествен. Вклучувањето на уставни амандмани во ситуација на политичка и државна криза, во ситуација кога опозицијата е надвор од собранието, е уште еден доказ за дрскоста, ароганцијата и исклучивоста на власта, како и за отсутството на чувството за потреба од диалог. Сега на сите им е кристално јасно дека власта е генераторот на кризата во Република Македонија. Смешни се тврдењата на власта дека предложените уставни измени се усогласени со препораките на Венецијанската комисија. Наспроти укажувањата на Венецијанската комисија и на меѓународната заедница дека со поведувањето на меѓународните финансиски зони се создава опасност Македонија да се преtvori во пералница на пари, власта останува упорна во својата намера да создаде рај за перење на нечистиот капитал. Со амандманите на Уставот се внесува основ за поведување на меѓународни финансиски зони и нивно регулирање со закон. По предложениот Уставен закон за спроведување на амандманите се предвидува рок од 6 месеци за донесување на закон за меѓународни финансиски зони. Со тоа власта користи ситни малки финти, односно усроти, за оно што беше спорно од мислењето на Венецијанската комисија да го остави на законско регулирање. На граѓаните на Република Македонија им е јасно дека со реализација на уставниот амандман за